Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо. Денес имате можност да го погледнете останатиот дел од трибината која речиси пред 2 недели се одржа во општина Конче, на која присуствуваа премиерот Зоран Заев и министерот за земјоделство Лупчо Николовски, а на која трибина разговараа и ги презентираа актуелните политики на владата поврзани со земјоделството. Исто така денеска ќе имате можност да го погледнете прилогот на колешката Сузана Мицева, во која се зборува за тоа дека земјоделците ќе можат лесно и едноставно да проверат кое ѓубриво или кој пестицид може да се употреби за одредена култура, доколку имаат направено агрохемиска анализа на почвата. Исто така тука ќе биде и советот од нашиот соработник Игор Ивановски. Останете со нас, се враќаме веднаш. Како што и најавивме, земјоделците ќе можат лесно и едноставно да проверат кое ѓубриво или кој пестицид можат да го употребат за одредена култура, доколку имаат направено агрохемиска анализа на почвата. Ова ќе го овозможува смарт апликацијата изработена во рамки на проектот од Еразмус програмата, чиј главен координатор е Универзитетот Гоце Делчев. Повеќе за ова од прилогот на колешката Сузана Мицева. Земјоделците ќе можат лесно и едноставно да проверат какво ѓубриво или кој пестицид треба да се употреби за одредена култура, доколку имаат направено агрохемиска анализа на почвата. Ова ќе го овозможува смарт апликацијата изработена во рамките на проектот од Еразмус програмата, чиј главен координатор е Универзитетот Гоце Делчев. Така, значи денес правиме дисеминација на постигнати резултати во рамките на проектот Еразмус програмата, што централно, значи координатор на проектот е Универзитетот Гоце Делчев од Штип, координаторот конкретно е од Факултетот за информатика, меѓутоа со најголем удел, односно најголем акцент во реализирање на проектните активности го даде Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Конкретно, значи, денешната идеја ни е да направиме дисеминација на се она што е постигнато во рамките на проектот. Има навистина многу убави податоци и резултати од она што беше сработено во изминатите 2 години, почнувајќи, значи, некаде од ноември 2015, заклучно, значи, со 31 март 2018 завршуваме со проектот. Значи, 2016 и 2017 2 активни години и конкретно би сакала да дадам посебен осврт на базата на пестициди која што ја сработивме, односно ја дополнивме во рамките на овој проект. Зашто всушност станува збор? Значи се работи за една база која што долги години наназад ја работевме на Земјоделскиот факултет, односно на катедрата за заштита на растенијата и животната средина, и сега само направивме еден апдейт на оваа база, односно дополнување. Што всушност представува оваа база? Се состои, значи, од култури, сите растенија поделени по култури, односно ги опфаќа полјоделство, овоштарство, лозарство и ги опфаќа, значи, сите овие посебни култури со болести, штетници, плевели кои што предизвикуваат промени кај растенијата. Тоа е од една страна, од друга страна се офатени сите активни материи, како и сите пестициди кои што се признаени од Европската унија, кои што ги има, значи, на листата на Европската унија, кои што можат да се користат кај нас. Што значи оваа база на пестициди може да ја користи секој земјоделец и секој производител кој што произведува било каков вид на култура и сака да се информира, значи, кои се оние болести, штетници или плевели кои што можат да бидат причинители на намалување на приносот. Целта на едно добро земјоделско производство е да имаме што поголем и поквалитетен принос. За да го имаме тоа, значи треба да имаме што е можно помалку болести, штетници и плевели, меѓутоа не тоа да биде со мерка за преголема употреба на пестициди. За да се сето тоа избегне, оваа база која што ја имаме онлайн и на мобилна апликација многу ќе им помогне на земјоделците во нивното производство. Дали додека го правевте проектот, разговаравте можеби со некои земјоделци? Дали може да се каже дека дојдовте до некој заклучок за неконтролирана употреба? Можеме ли да кажеме дека земјоделците можеби се несоодветно обучени, дека на своја рака ги купуваат пестицидите? Имавте ли такви сознанија во проектот? Так, значи за да бидеме постојано во текст, значи со она што се случува на светско ниво, значи за да ги употребуваме и кај нас сите оние пестициди кои што се признати
во светот, ја направивме оваа база која што постојано и правиме апдейт со пестициди кои што се во употреба, значи за да не се употребуваат хемиски средства кои што не се признати од Европската унија, кои што понатаму оставаат резидуи од пестициди кои што ќе им сметаат на земјоделците при нивниот извоз на производот. Покрај базата за пестициди за која што зборуваше колешката доцент доктор Арсов, изработивме и калкулатор, агрохемиски калкулатор. Тоа значи дека е мобилна апликација која што може да се симне на смарт телефон и од листа на култури производителите можат да изберат која култура сакат да ја одгледуваат, да стават податоци од агрохемиска анализа на почва за содржината на фосфор и на калиум во почвата и врз база на внесените податоци, апликацијата прави калкулација колку хранливи материи од азот, фосфор и калиум им се и е потребна на културата која што планираат да ја одгледуваат. И ова е прва мобилна апликација во Република Македонија за потребите на земјоделците, стопанствата, агрономите и сите заинтересирани страни. Офатени се 25 главно поледелски и градинарски култури, кои што се и најинтересни за Република Македонија. Калкулаторот има можност да се надоградува со други култури, да се надоградува со други податоци кои што може да се внесат и соодветно на тоа и аутпутот, односно она што го добивате како калкулација да биде попрецизно, поточно и подобро за крајните корисници. Морам да кажам дека иако во Источна Македонија имаме традиција на работа на агрохемиска анализа на почви, нашите земјоделци, посебно индивидуалните земјоделски производители, па и земјоделските стопанства, се уште немаат навика да прават ѓубрење базирано на агрохемиска анализа на почва. Бидејќи, за да можете правилно да ѓубрите, за да можете да остварувате високи и очекувани приноси, а при тоа да се грижите и за животната средина, да не ги оптоварувате почвите и водите и подземните води со материи кои што се непожелни да бидат присутни, мора да се практикува земјоделско производство базирано на лабораториски анализи, меѓу кои е и агрохемиската анализа на почва. И овој проект е за поздравување, бидејќи мултидисциплинарните проекти во 21 век се проекти кои што ќе бидат движечка сила на развојот и на општеството, и на економијата, и на воведување на нови технологии во производството. Координатор на проектот е професор доктор Зоран Здравев од Факултетот по информатика, кој работел на самата смарт апликација. Да, добро, јас сум професор доктор Зоран Здравев, раководител на проектот Развој на отворени едукативни ресурси за развој на земјоделието и рурален развој. Проектот го почнавме во октомври 2015 година, во минатите 30 месеци, 2,5 години, имавме учество од страна на нашите партнери од Пловдив, од Грција, од Крит и имавме учество на нашите партнери тука од Струмица, Федерацијата на органски производители и Агенцијата за развој, поддршка и развој на земјоделието. Малце комплицирани називи. Резултатите на проектот веќе се готови. Имаме тука готови публикации во облик на отворени едукативни ресурси на кои може да пристапи секој бесплатно. Имаме изработено неколку мобилни апликации, онлайн апликации, како што е базата на пестициди која може секој да пристапи да ја добие и онлайн калкулаторот
за ѓубрење и како во облик на мобилна апликација. Професор Здраве, би сакал да ве прашам дали еве со овој проект можеби активно универзитетот се вклучува во едукација на некој начин на земјоделците во поширок облик, со оглед дека многу пати се апелираше на неконтролирана употреба на пестициди и така натаму. Меѓутоа еве со овој проект, со оваа апликација вие веќе конкретно ги едуцирате и правите чекор напред кон едукација. Сега морам тука да потенцирам дека прво јас сум информатичар, раководител сум на Центарот за електронско учење и сум како да давам поттик малку на земјоделците за користење на информатичката технологија, додека оној дел кој е веќе за дисеминација во смисла на едукација, користење на начин на користење на другите земјоделски техники и така натаму, значи тоа би го оставил на колегите од земјоделскиот факултет. Па, Федерацијата на производители на органски производи на Македонија е партнер во овој проект и задоволство ни е да имавме можност да посетиме 4 обуки, од кои од наша страна вклучивме активно 16 луѓе кои беа директно обучувани да може да ги добијат овие искуства кои денес се презентираат на овој настан, а исто така беа вклучени и други тројца луѓе кои не се агрономи и кои можеби на некој начин не можат директно да влијаат со такви совети од страна на земјоделието, меѓутоа од стручен аспект исто така имат една голема позитивна улога за дисеминација на овие резултати, како со тоа како да се развива органското земјоделско производство, зашто е сето тоа добро и поттикот на луѓето да може се повеќе и повеќе да произведуваат, а воедно и конзумираат органски производи. Што ве обучуваа за време на целиот овој проект? Со какви вештини се стекнаа сите тие учесници? Па, на сите, на овие 4 обуки кои бевме по 5 дена, беше навистина напорно и се опфати, речиси, се од делот на органско земјоделско производство и интегрално производство, па на некој начин и биодинамичното производство се опфати овде и имавме многу позитивни резултати. Овде спаѓаше градинарство и овоштарство и полиоделство, пчеларство, сточарство, значи од сите области имаше. Исто така се разработија и делот на подобрување на почва, делот на заштита, како интегрална, така и органска, биолошка заштита на растенијата. Навистина пребогати сме со знаење што ги добивме со овој проект. Проектот се работи повеќе од 2 години, а неговите резултати допрва ќе најдат примена во земјоделската пракса. Во продолжение следува советот од нашиот соработник Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Се наоѓаме во период кога раногренарското производство е во полнек. Но овај е исто така период кога голем број на земјоделски производители веќе обезбедуваат, односно купуваат семенски материјал од позем пипер, значи од типот на куртовска капија. Би сакал да искористам оваа прилика и да ве потсетам за сорта на куртовска капија од фирмата Сгарвати. Народот ја знае како пепероне, куртовска капија, значи пепероне значи на италијански пиперка. Карактеристично за оваа сорта, кој што во нашиот струмички регион е околу 7-8 години, е тоа што дава плодови доста крупни, околу 250 грама, со 2 лица и со огромен број или огромен процент на суви материи, што ја прави доста поволна и за обработка, кој што најобично овдека кај нас е за добивање на ајвар, во конзервна индустрија за печена пиперка и така натаму. Значи, ова сорта исто така има една позитивност е тоа што дава бујно и растение, растенијата се бујни, покрај плодовите што се тешки и крупни, што пак од своја страна условува дека во прво време ја дава листната маса,
за покасно, почитувани производители, да дава плодови. Кои што овие плодови со текот на времето полека навлегуваат во самото растение и се заштитени против сонце, што пак од своја страна е доста позитивно. Знаеме дека најголем проблем на производителите кои што одгледуваат пиперка куртовска капеја неотворена е прегорување. Значи има сорти кои што ќе дадат, да речеме, ќе дадат плодови на старт, растенијата не се уште развиени, сонцето ќе ги испечи плодовите и ќе има флеки и проблеми понатамо, нема пласман. Значи ова сорта е контра, дава првин лисна маса, доста добро развиен коренов систем, односно доста добро развиено стебло, надземен дел, во кој што се скриени самите плодови. Плодовите се со темно црвена боја, рековме, најчесто се со две лица и доста тешки. Предноста на ова пиперка е тоа што дава три реколти. Значи, дава долу плодови, потоа во средниот дел на растението, па и на крај дава плодови, што пак од своја страна овозможува да дава доста продуктивни берби, односно по наши испитување, согледување на отворено, ако земјоделскиот производител се потруди да ги одржа сите три нивоа на плодови, тогаш доаѓа и до кај 7-8 тона на декар, која ќе се има во предвид дека обично другите сорти дават околу 3 тона, 4 тона, значи веќе скоро 100% повеќе или дуплирање во однос на самите плодови. Во однос пак на обезбедување на семенски материјал, би сакал да ја искористам оваа прилика за сите оние земјоделски производители кои што имат навика или традиција да купуват или да семенски материјал една година, а наредните години да си го искористуваат собереното семе. Ќе ве потсетам и ќе ве информирам за оние производители кои што не знаат дека голем број на болести, пред се вирусите на растенијата, се пренесуваат исто така и преку семето. При тоа, кога вирусите, да речеме, во текот на вегетација, ќе се пренесат на здравиот плод, особено ако плодот е веќе развиен, тогаш вирусот не ги манифестира своите карактеристики на самиот плод. Значи, инсекти, дали ќе е лисна вошка, цикада, трипс, ќе ги зарази плодовите, потоа вирусот ќе се развие, на плодот нема ништо, здрав е плодот. Но во самото семе се наоѓа вирусот, кој што веднаш потоа, наредната година, ако се искористи оваа семе, ќе се манифестира, ќе даде шарени плодови, мали плодови, деформирани плодови и ќе пропадни самото производство. Затоа, почитувани, на крај би ве препорачал и би ве информирал дека најдобро е да се обезбедува купено семе, затоа што дали ќе 100 динара, 500 динара или 1000 динара повеќе, отколку собираното семе е подобро, со цел да не го изгубите самото производство. Нормално, ние и во наредните земјоделски емисии кои што еве редовно течат на канал телевизија, канал ВИС, ќе даваме информации, ќе ве запознаваме, ќе ве подсетуваме за голем број на сорти, а исто така и за самата прихрана. Минатата недела имавте можност да го погледнете обраќањето на премиерот Зоран Заев на земјоделците од општина Конче, каде што се одржа трибина на која учествуваа премиерот Зоран Заев и министерот за земјоделство Лупчо Николовски. На оваа трибина се разговараше за актуелните политики на владата поврзани со земјоделството. Денеска во денешното издание на емисијата Агроинфо ќе го погледнете останатиот дел, каде што свое обраќање на оваа трибина имаше и министерот за земјоделство Лупчо Николовски. Почитувани пријатели, јас нема да зборам за она што 2017 го работевме со самиот почеток на работа и со низ за блокади и обструкции кои што доаѓаа од сите страни. Успеавме да ги вратиме
работите во секторот во нормала. Затекновме состојба во која што се сакаше да се направи силна блокада на исплатата на субвенциите од сите можни структури на претходната гарнитура. Но успеавме со целокупната поддршка, со напорот, со професионалците кои што се во институциите, навистина да ги откочиме овие процеси и да парите стигнат кај граѓаните и кај земјоделците. Исплаќавме субвенции кои што се заостанати од 2013, 14, 15, 16 година. Во една година, односно една програма за поддршка на земјоделството, како пример ќе ја земам 2013 година, се исплаќала во претходниот период во дури 5 години. Ние успеавме и да се исплатат субвенциите од тековната година, но и најголем дел од сето она што беа заостанати обврски на државата. И засилено со платежната агенција и комисиите кои што ги формиравме, ги решаваме сите спорни предмети и ве охрабруваме за било кое едно прашање директно да ни се обратите. Институциите се отворени, отворивме и кол центри, се со цел да имаме проток на информации од вас, за да можат побрзо работите да бидат решавани. Но 2018 година ќе биде година во која што ќе се стави редот во исплатата на субвенциите. Она што првин сакаме да го постигнеме, а кое што го ветивме пред граѓаните, е редовна и навремена исплата на субвенциите. Тогаш кога ви се потребни, тогаш кога почнува сезоната за било која земјоделска култура, и тоа започнавме оваа година да го работиме. Ги сплативме во најголем дел во целост сите неспорни субвенции за лозарите токму пред стартот на сезоната. И тоа ќе го продолжиме во наредниот период и очекувам дека со капацитетот на платежната агенција да во законски утврдениот рок најголем дел од парите стигнат кај граѓаните. Но тоа значи и дека ќе ставиме ред во самото субвенционирање. Почитувани пријатели, во овие неколку месеци добивме низа на крупни проекти со Европската Унија и со Светска банка, се со цел да ги направиме вистинските анализи за влијанието кое што ги имаат субвенциите. И на основа на тоа ќе ги креираме сите наши идни политики. Субвенциите мора да дојдат кај вистинските земјоделци, кај луѓето кои што навистина произведуваат и кои што тоа го заслужуваат. Една од нашите клучни активности оваа година ќе биде ревизијата на земјоделското земјиште и може да кажам и да потврдам дека за илјадници хектари земјоделска земја веќе Министерството ги покрена постапките и веќе и низ судски постапки добивме случаи во кои што договорите беа раскинати токму заради злоупотреби кои што биле правени, или пак заради незаконско спроведување на огласите во претходниот период. Тоа е првиот сигнал и ве охрабруваме сите информации да ни ги доставувате, дека навистина планираме да ставиме ред првенствено во земјоделската политика, односно во земјишната политика. Но и да ја доделиме земјоделската земја на вистинските луѓе, на оние кои што им треба парче земја и за својата екзистенција. Затоа, почитувани граѓани, пријатели, започнавме и објавивме неколку огласи кои што се во тек во 10 општини низ Македонија за доделување на земјоделско земјиште до 3 и над 3 хектари. Следната недела на владата ќе помина одлуката за нови површини, меѓу кои што и Џумајлија и други поголеми површини низ целата држава. Креираме еден единствен унифициран систем со Агенцијата за катастар, со платежната агенција, со Министерството за финансии, каде што ќе се слеват сите информации за тоа која земја е дадена под концесија и што она што треба да го направиме во периодот. Затоа најавуваме дека до 30 мај ќе има голем број на огласи и ги охрабруваме сите да ја пратат нашата работа и да конкурираат, односно сите заинтересирани ќе имаат можност тоа да го направат. Како што кажа и председателот, во целиот овој период комуницираме и остваруваме средби со меѓународно заинтересирани компании кои веќе се на прагот да донесат одлука за инвестиции во агросекторот во нашата земја.
Со десетици од нив веќе сме дефинирале и се во завршна фаза сите разговори во различни сектори на земјоделието. Навистина следи период, односно година во која што ќе ги вратиме работите и во нормала, но во кој што ќе се види и развојната компонента на земјоделството. И верувам дека на крајот на годината тоа ќе можеме да го видиме и преку официјалните показатели кои што ги имаме од страна на институциите. Почитувани пријатели, 100 милиони евра е приливот на девизни средства од страна на тутунопроизводството. Над околу 30.000 семејства се занимаваат со оваа дејност. Како што потврди премиерот, тоа е доволен сигнал да навистина се насочиме уште од првата година од мандатот да стимулираме квалитетно производство. Тоа ќе го направиме и во другите сектори, започнуваме со подготовка на истиот систем и во млекопроизводството и во останатите сектори се со цел да стимулираме квалитетно производство. Односно да создаваме производи кои што се барани на светските пазари. Почитувани пријатели, во овие неколку месеци разговаравме со сите наши меѓународни пријатели од регионот и подалеку за конкретни проекти и договори со соработка и за пласма на земјоделските производи. Вчера разговарав повторно, испративме официјални дописи до министерот за земјоделство на Египет, кој што се согласи да на наше конкретно барање за нашите количини, квалитет и вид на производи кои што ги имаме, одобрат увоз во Египет со многу ниски давачки, односно да бидеме ослободени од царинските давачки. Тоа го договоривме на меѓународниот саем во Берлин. Со министерот оваа година на 1 јануари 2017 година стапи една бариера за извоз на македонското вино, например во Хрватска. Се чекаше по 30 дена да се врши контрола, 200 пати ги зголемија трошоците, административните давачки за анализи и слично, но преку една заедничка комуникација и координација со министерот за земјоделство и со владата на Република Хрватска, овој правилник пред неколку недели е укинат од владата на Република Хрватска и овозможен зголемен извоз на нашето вино во Хрватска. Во Катар разговаравме за конкретни инвестиции исто така во земјоделскиот сектор, за склучување на нови пласмани и нови договори. И таа наша политика верувам дека 2018 година ќе стане многу видлива и таа ќе биде поддршка на целокупното земјоделско производство. Почитувани пријатели, некои од клучните реформи кои што ги започнавме во министерството се директно поврзани со Конче, што ми е особено драго. Во Конче се одвива проектот за консолидација на земјоделското земјиште. Една од клучните политики на оваа влада за која што во овие месеци добивме неколку милиони евра неповратни средства од Европската унија и од типа програмите е токму за законот за окрупнување на земјоделското земјиште, кој што влегува во собраниска процедура, а Конче и Егри се првите два региони каде што се завршени сите процедури и каде што сме во најнапредна фаза. Во 12 региони во државата ќе вршиме оваа година по носењето на новиот закон за консолидација ќе вршиме укрупнување на земјоделските површини. Направивме низа на дебати и сум среќен што тука во Конче има особено расположение во овој дел и веќе овде работите се во напредна фаза. Со Европската унија добивме низа на грантови за да не излезе дека државата само ги дава парите во овој сектор. Напротив, со целата меѓународна поддршка во овие неколку месеци обезбедивме десетици милиони евра неповратни средства кои што влегуваат во земјоделскиот буџет на Република Македонија во оваа година. Ќе наведам само неколку од нив. 10 години на владата на Република Македонија не и беше овозможено да ги користи 6 милиони евра кои што ги има Министерството за земјоделство на сметка, а кои што се дел од јапонскиот компензацијски фонд, преку кој што во претходните десетина години се доделуваа пари за трактори, за механизација, ама некои од земјоделските лидери или некои кои што биле блиски до претходната влада не ги враќале парите во буџетот. Затоа
стигна забрана, во овие 8 години не беше распишан ниту еден оглас за користење на овие 6 милиони евра. Со задоволство може да потврдам дека јапонската влада, по низа на консултации кои што ги направивме, ги одмрзна овие средства да владата на Република Македонија може во 2018 година да ги користи за земјоделците. И на една од следните владини седници, владата ќе донесе предлог програма како овие 6 милиони евра, дали преку Македонската банка за поддршка на развој, дали на друг начин ќе даде поддршка на земјоделците. Ние сметаме дека дел од овие средства ќе бидат во еден гарантен фонд, дел од овие средства ќе бидат за ефтини кредити за поддршка на земјоделското производство. Но овие 6 милиони евра се дополнителни средства кои што владата ќе ги користи во оваа 2018 година и кои што ќе стигнат до земјоделците. Почитувани пријатели, оваа година започнавме и со реонизација на земјоделското производство. Тоа ќе значи дека во следните 24 месеци ќе го заокружиме процесот на реонизација. Ќе знаеме во кој дел од државата, што државата ќе поддржува, со колкави субвенции и што е она што ќе бидат наши приоритетни листи. Овие во месец март, на крајот на месец март, може да информирам дека платежната агенција ќе склучи договори за околу 600-700 трактори, односно обновување на земјоделската механизација преку ИПАРД. Во вторник владата ќе ја донесе оваа одлука со која што предвидува до оваа 2018 година околу 4,5 милиони евра кои што се од ИПАРД, европски пари, ќе бидат користени за оние апликации кои што поднеле во ИПАРД, во првиот оглас за ИПАРД, а ќе бидат наменети за обнова на земјоделската механизација. Значи околу 600 договори за обнова на земјоделската механизација ќе бидат склучени во месец март и тоа ќе бидат европски пари. Како што кажа и председателот, неколку законски решенија веќе ни се во собраниска процедура. Дали е тоа веќе донесениот за персонален данок, влезе во процедура законот за измена на законот за земјоделство и рурален развој, за да ја воведеме уште од оваа година како мерка зелената нафта, но еден од клучните реформски и развојни закони кои што сметам дека оваа 2018 година ќе го донесеме до јуни, а тоа е новиот земјоделски советодавен систем, односно законот за советодавните системи. Затоа што сметаме дека информациите, едукацијата, работата на терен на консултантите, на агенцијата директно со земјоделците ќе придонесе за уште поквалитетно изголемено и модерно производство. Акредитираме нови мерки преку ИПАРД програмите, преку кои што ќе бидат финансирани и помогнати овие советодавни служби. Почитувани пријатели, Министерството, само да напоменам дека покрај ревизијата на земјоделската земја, која е што една од клучните наши активности, во овој период се насочи и кон ревизија на сите издадени решенија за ѓубрива, за препарати, за пестициди и слично. Повлековме 96 решенија за ѓубрива кои што не соодветствуваат со законските норми и со лабораториските анализи. И ве молам сите за трпение, затоа што по вршењето, односно комплетирањето на сите овие анализи кои што ќе ги направи Министерството, ќе излеземе во јавност се со цел да ве информираме за сите детали. Почитувани пријатели, вчера и завчера во Радовишко во овој дел од регионот се исплатени најголем дел од субвенциите за оваа година. Околу 72 милиони денари во овие неколку дена се исплатени за земјоделците од Конче и од Радовиш. Ова беше се што ви подготвивме во денешното издание на емисијата Агроинфо. Со нови содржини се гледаме следната недела. Останете и понатаму со програмата на ТВ канал ВИС. Пријетно!